Трамп ги навреди мигрантите, нарекувајќи тие не се луѓе, тие се животни. Во продолжение зборуваме за сите актуелни случувања кога се работи за светските актуелни случувања. Добро утро и за денеска, колеги. Добро утро, Александра. Преве да почнеме со Трамп. Мислам дека таму на големо започна кампањата за претседател во Америка, Андоновиќ. Токму мигрантите се една од оние главни теми на предизборната кампања покрај војната во Украина. Да, меѓутоа јас морам сега да се оградам од една работа. Сега е кампања, се е можно, овие онлайн медиуми во кои сме и ние знаат да предимензионираат, и кај нас има избори, нели, и тука има лажни вести, фейк нюз, да? Може некои работи да се извадат од контекст, така да би бил воздржан околу тоа дали Трамп вистина ваква изјава дал, бидејќи Може рекол за одредена група на мигранти. Можда рекол и нешто друго, па малце изваден од контекст. Него немам намера нити да го бранам, нити да го напаѓам, но како новинар кој работи долги години, особено ова нова технологија, малце мора да бидеме воздржани. Таму е војна на информации, нели, пред избори. Истото кај нас го гледаме. И денеска се обвинуваат овој правил фейк нюз, ови имале центар за лажни вести. Значи, ние као новинари, као генерација се соочуваме со next level, тоа е фейк. Балканизиравме Америка. Да, па ја балканизиравме со влегувањето у Capitol Hill, мислам дека поголема верификација на нашето лик и дело. Поголем македонски потпис со тоа не постои. Да, па ова само продолжува, така да Трамп во секој случај само во интерес на времето и на ова што го почнавме, и си има својата политика, својот однос кон мигрантите, тој и во првиот свој мандат почна да гради зид кон Латинска Америка, од каде што доаѓа огромен број на мигранти, особено од Хондурас, а тие мигранти одат па у Соединетите Американски држави како резултат на политиките на Соединетите Американски држави, кои под превезот на она Монрова доктрина Америка на американците произведе освен САД и Канада се друго да биде пука сиромаштија, па сега им пречи кога им доаѓаат. Да, веројатно со паметно инвестирање би се подигнало нивото на... Но за Трамп морам уште и ова да го кажам, за да заокружиме, се знае дека подолго време дека хиспањолите или латиноамериканците се гласачко тело на Бајден. Бајден и Демократската партија беа обвинети од страна на републиканците од тамошната јавност која е прорепубликански настроена дека намерно ги пушта овие мигранти за да се смени етничката карта преце на Тексас, каде ако повеќето се протестанти и останато бело население кое е трамповски ориентирано, со напливот на хиспањолите ќе се смени малку католицизмот, значи дали тие се католици, ќе ги потиснат протестантите и утре тие ќе бидат гласачко тело на демократите, па заради тоа и беа оние потези на гувернерот на Тексас кој беше подготвен со Вашингтон и федералните власти да војува само да ги стави своите локални оние, нели, она локална кај нив се нарекува таа национална гарда, ја велам локална, Тексас е поголем од цела Европа, но ајде локална да ја наречеме, да стои на границите, бидејќи федералните власти не сака толку многу да ја обезбедуваат границата кон Мексико. Добро, ајде да одиме сега со она што, нели, е, да кажеме, главна тема во Европа, а тоа е војната во Украина. Војната во Украина и незините оние странични работи кои бојното поле да не го коментираме, бидејќи не сме генерали. Па не сме, гледаме генерали нешто или ги нема или ако коментираат политика, не копнени операции. Центарот на минајата се сега овие како се вика, дали обновувањето на војните сили. Па сега русите, нели, влегуваат во една офанзива, се најавува пролетна, летна. Но Путин нареди 150.000 нови рекрути, значи рекрутација, со тоа што тој под превезот на тоа дека тоа е редовна обновување, меѓутоа сигурно дека не, сигурно си ги пополнува своите дупки на теренот, бидејќи фронтот, ако разговаравме и утринава, и многумина што ги следат работите знаат дека фронтот од Донбас полека малку на кај Одеса, повеќе на кај Харков, а со вчерашните воени маневри на белоруско-руските трупи во Белорусија се и на границата кон Киев, мислам со Украина кон Киев, така да дели она стратегија, тактика не знаеме од кај може овие да тргнат, може од трите страни да тргнат, ако имаат сила, не знам,
може на една страна ќе тргнат или Харков или Одеса или Киев, или третата варијанта нигде нема да тргнат. Ајде ќе видиме што ќе биде. А за да тргнат треба да имаат војници, имаат потреба од војска. Русите прават 150.000 нови регрути, кои велат дека е замена на старите и покрај тоа што не верувам, но и Украина сега тоа го прави. Проценките се дека Украина загуби многу жива сила, зборувам за војници, човечки жртви во изминативе неколку месеци, каде што не само што не им успеа контраофанзивата против Русија, туку и почна полека да губат одредени позиции, имат големи губитоци. Проценката на западните стратези кои ја советуваат украинската армија и Зеленски е дека им треба 500.000 војници, бројка која е голема. Сега се намалија проценките. Сега веројатно гледајќи дека не може да соберат 500.000 велат, види доста се и 200.000 и тоа беше дебата изминативе денови. Зашто се доста? Ето не можам да сватам. Зашто се доста? Да се држи браникот или да се освои Крим? Јас едно ќе ти кажам, војската вели да се држи браникот. Зеленските политичари вели да се влезе на Крим, нели? Популистички. И политичарите многу пати знаат да ја уништат професионалната фела, па и во војна. Но тоа е веќе друга приказна. А Зеленски повлече... Политичарите сегде се исти, па... Да, исти се. Само зависи со колку голем број на луѓе располагаат, дали располагаат кога нас со малку луѓе, Украина има доста луѓе, Русија има премногу луѓе. Да скратам, Украина сега Зеленски повлече потек од вчера, го намали старосната граница за регрутација у војска да се оди, ние као машки знаеме што значи тоа, значи од 27 на 25, што е многу непопуларен потек. Ние бидејќи сме овде под влијание нели на повеќе западни медиуми, не знаеме како ќе реагираат украинците, на кои веќе повеќе од 2 години се веќе во војна. Не е прогласена војна состојба, дали тоа го коментиравме јас и ти. Кога ќе се прогласи војна состојба се подига моралот, ќе ја браниме државата. Овде не е воведена, но сега ти добиваш онакви као ние 1991 година кога изби при распадот на СФРЈ, кога изби граѓанската војна, ајде во Словенија, Хрватска и Босна, кога ние јас и ти кој генерација добивавме плаво плико. Ние добивавме плаво плико или не знам бело, ваljda беше, едното беше за полиција, едното за војска у резерва, а ние као регрути добивавме плико да се јавиме на некоја воена пошта кај што има војна. Јас бев млад и знам дека ке мене домен на чудо братучени спија, се крија. Идеа на факултети, па не успеваат да приеме. Да, но шегата на страна, тоа им се случува сега на украинците, а им се случува и на русите. Така да, знаеш, модерните млади луѓе, мажи, ние сме тука, ама ние поминавме тоа, овие што се веат, технологијата, начинот на живот, поинаквото размислување, се помалку има патриоти и луѓе што ќе земат пушка, се повеќе одат конформистички, слушај, ова не е моја војна, јас ќе се заменам, особено ова во Русија и Украина, каде што работите се толку измешани да веќе не знаеш кој со кого војува. Да, има тука елементи на братоубиствена војна. Жени кои што доброволно... Имаше жени кај нас 2001, но тоа нема врска дали се жени или маса. Сакам да кажам, од друга страна има и жени кои што доброволно остануваат дури и ранети и се враќаат на фронтот. Во процесот на мобилизацијата имаше и регрутирани жени во некои области, како оние што се хемичарки, па да кажеме инженери и така натака. Жените имаат улога, не можеш ти од жените да бараш да бидат у први бојни реди со пајоници да се бодат со непријателите. Значи, сакам имало и такви примери, не е дека не може. Сакам да кажам дека има кои што и се повредени, се лекуваат и повторно се враќаат на фронтот. Сума сумарум, зборуваме дека генерацијски, ни Русија која има она фама и у традицијата на борбеност русите како народ, и они имаат проблем со регрутација, да не се лажеме, никој нормален човек денеска нема тек така да отиде во војна. Значи се работи за промена на светот, во промена на начинот на размислување. Дури и британците, еве, Министерството за одбрана на Британија, која за сите нас знае се и ги советува украинците и израелците и сите, вели дека Британија не е подготвена за евентуален поголем конфликт, бидејќи нема борбена способност на својата армија и нивното население, англичани
англичаните кои живеат добро, живеат комфортно, живеат со сите нели на некој начин придобивки на новата цивилизација, не би земале тек така да војуваат и да одат доброволно војна како што тоа 40-та кога беше Черчил и беа нападнати од Германија се мобилизира и успеа прв пат да го поразат Хитлер во тоа време. Прва држава која го порази Хитлер беше токму Британија. Истото се случи и со Наполеон 2 века порано. И денеска и Британија, англичаните кои се светска сила, како и да прифатат денеска луѓето, тоа што се Соединетите американски држави, седиштето е во Лондон. Еве ти ги спомна Соединетите американски држави и американците нема. Американците Они имаат приватни ги намалија войски. своите војни сили за 24%, бидејќи нема. Нема. И сега ќе те потсетам уште нешто генерацијски, ние сме онаа генерација кога бевме деца, Коса, Виетнамската војна. Се сеќаваш Тоа како има беше? последици Се сега. сеќаваш како? Хипокретот. Јас последниот пат кога бев во Соединетите американски држави пред 10 години, значи сега сме 2014 беше негде, се уште во Вашингтон над зидот таму има ветерани од Виетнам кои со онакво лонче питаат. Значи ни една држава тек така не прави целосна мобилизација и праќа луѓе, и секој народ и секоја војска има и дезертери и луѓе што бегаат. Ние можевме да видиме летоска и во Грција случајно дека бев на одмор, и во Македонија украински возила се возат. Што бараат тие тука? Порано ги немаш. Што луѓето бегаат од мобилизација, тоа е нормално, и ние што имаме деца нема тек така кажеме ајде сине оди. Зошто? Заради некои недоразбирања геостратешки на одредени луѓе. Така да ова Само за крај, бидејќи немаме многу време, доколку дозволите, имате ли коментар за барањето на палестинците за обновување на нивното полноправно членство во Обединетите нации? тоа нив им следува. Па тоа им следува, значи тоа како да кажам, тоа е еден процес од 48-ма па преку 67-ма, по 90-тите имаше едни преговори со кои се беа поставени темелите на независна палестинска држава, или она што го нарекуваме солуција на две држави, Израел и Палестина. Тука главниот проблем секогаш бил Ерусалим. Значи на кого да му припадне. Значи Ерусалим е едноставно свето место за сите религии, свето место е и за муслиманите, и за евреите, и за христијаните. И за христијаните, да. И во сите тие обиди да се изнуди решение, Ерусалим бил главниот проблем. Трамп пред да сине од власт, он направи еден предлог источен Ерусалим да биде на Палестина, западен на... Грешка беше што го направи дипломатски Но тој град. како рече, источен Ерусалим, тоа е некој предградие на источен Ерусалим. Тоа беше Не е вистински источен голема Ерусалим. тензија. Трамп, бидејќи во време на Трамп уште и беа притисоци врз одредени држави во светот да си ги префрлат амбасадите од Тел Авив во Ерусалим, па тогаш се гледаше дали си со нас или не си, и сега во моментов во Израел еден дел на амбасадите и државите кои не ќе во Ерусалим да одат си оставија амбасади, сега не знаеме ни кој е главен град и ако Ерусалим сакат. Само да го скратам, и Украина во време на Советскиот сојуз, иако Советскиот сојуз тогашен имаше место во Обединетите нации како членка на Советот за безбедност, Украина имаше исто столче во Обединетите нации, ако беше сојузна република. Што само кажува дека кога една држава има повеќе управа, кога има повеќе население, независно на број, има право да биде членка на Обединетите нации. Има уште многу народи во свет кои во моментов се борат за некаква каква таква автономија и треба да имат членство во Обединетите нации, бидејќи Обединетите нации не е приватна фирма, него е фирма на сите, него е институција и организација на сите држави во светот. Нема време веќе. Благодарам, истече времето. Најбрзо што може зборев. Најбрзо, да, ова како забрзано беше, но во секој случај мислам дека имаме поентата. Благодарам што и денеска бевте дел од утринската програма Слободен печат. Во продолжение зборуваме за домашни проблеми, односно за домашната ситуација. Ке зборуваме за Министерството за внатрешни работи, односно полни раце работа има, не само со документите, со решавање со корупцијата и бројни други прашања. Колешката Валентина Ангеловска ќе се обиде да излаче што е можно повеќе информација од представникот Министерството за внатрешни работи, се работи за дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев, кој е наш прв гостин за денеска. Бидете тука.